Što je kaza? Veli Ibn al-Qayyim, al-kaza arba'atu anwa'. Kaza je četiri vrsti, veli Ibn al-Qayyim. Što ima dojdeno četiri vrsti. Prvo to, an jahliqa min ra'sihi mawadi' veli, min ha huna wa ha huna. Da počne, da bričit, u stvari, ne da počešit, nego pazite, zaš poslanik zborit precizno. Poslanik zborit bričenje. Da bričete od glavata, znači od kosata, na raznim mjesta. Bričet jedan del ovdje, na primjer, ne bričet vamo. Bričet vamo, ne bričet. Ovo je prvi od. Jasno? Vtoro to. Velit Ibn al-Qayyim, an jahliqa wasatahu wa yatruka jawanibahu. Da go bričit, velit, sredinata, od glavata, i da je ostaje stranično. Nekoj go praje vo hađ ili vo umra. Koliko je kapata, onaj del go briče, drugi del го ставя, за да демек джобте го имаме направено тамам. Јасно, ова е вториот дел, велите Ибн Каим да се почвижи, значи средината од главата и да се остават странично. И на овие го имаат правено некогаш и во хаџ или во умра го имаат правено. После вели третото, an jahliqa jawanibahu wa yatruka wasatahu. Ovo je kaj nas сега. Ова мода е кај нас. Ги бричет страничните дела од главата и оставаат во средина. Го оставаат во средина како четка. Четвртото, велит Ибн al-Qayyim, an jahliqa muqaddamahu wa yatruka muakhirahu. Да ја бричи само предниот дел до овде, на пример од главата, и да ја остави другиот дел позади. Овие се четири врста од каза. Што е каза? Дали е харам, дали е халал, дали е мекруh? Имаме докази дека каза е забрането. И тоа нима дојдено од посланикот салаллаху алейхи ве селем. Од Ибн Умар трансметира дека посланикот салаллаху алейхи ве селем наха анил казаи. Посланикот салаллаху алейхи ве селем има забрането од каза. Кажавме, тоа е да ја почишите еден дел од главата, да ја бричите еден дел од главата и да ја оставите еден дел од главата. Ова е дефиниција. Сега било како го почиши тоа или како го бричит, нема разлика. Важно е да го бричите еден дел и да ја оставите еден дел од главата. Го праша култу ли нафин, омел казау. Што е каза? Го праша на Нафи Ибн Умар. Што е каза? Велит юхлaqu ба'ду ра'си الصبي ويترك بعضه. Вели да се бричи еден дел од главата од детето и да се остави еден дел друг. Порано на децата му го прави тоа. Повеќе. Затоа посланикот саллаллаху алейхи ве селем го видено едно дете. Во другиот хадис од Ибн Умар, велит исто посланикот саллаллаху алейхи ве селем го виде едно дете, му има правено ова. Му има бричено еден дел од главата, му има оставено еден дел. Посланикот саллаллаху алейхи ве селем му наредува да му ја бриче цела глава. И пак рече, бричете му цела или оставете му цела. Јасно? Сега, што е каза? Харам или халал или мекруh? Веќината од учењаците велат дека е мекруh. Većina toga veli дека е мекруh. Ама, и овие што веле дека е мекруh, пазите сега, и овие што веле дека е мекруh, ако ова личит или сличит на чафирите, и ова е харам. Зато посланикот саллаллаху алейхи ве селем велит мен тешаббаха би қаумин фахуа минхум. Хадисот трансметира Абу Дауд, посланикот саллаллаху алейхи ве селем велит: кој му сличит на еден народ, тој е од нив. Ибн Тајмија рахимуллах велит: најмалото што може да се вели за овој хадис е харам, велит. Најмалото, кој му сличит на еден народ, на било што, не само на почишвење, на било што, кој му сличит на еден народ, тој е од нив, велит посланик. Најмалото што може да се вели, велит, е голем харам. Кој е најточното мислење? Најточното мислење во денешни времиња дека каза е харам. Зашто? Зашто ова е што му личит на чафирите
na qafirit, to muslimin i moda od njih, to izleze od njih. I najde vernik сега, верникот треба да разликуваат од ними. Ако ги гледаме тие ги така ги прават сега косата, ние не треба да ги правиме така. Ние треба да разликуваме од нив. Треба да разликуваме од нив во све. Во јадење, во пиење, во облека, во све. Тие јадат харам, ние не јадиме харам. Тие јадат свинско, ние не јадиме свинско. Така? Тие облеквет некоја облека за ними, што имаат, ние не треба да ја облечиме таја облека. Тие почишвате главата вака сега, например. Ги бричете овие, ги оставете овие, фризури вака разни четки прават. Ние не треба да правиме такви четки. Тоа е харам. Затоа што имат имитација на чафирите. Аллах најубаво знае.